Ги гледате регионалните вести на телевизија КИС. Со финансиска помош од UNDP во износ од 7 милиони евра ќе се уредува регионалната депонија Русино. Ова денеска го изјави градоначалничката на Тетово Теута Арифи по средбата со министерот за животна средина и просторно планирање Башки Мамети, на која беше извршено примо предавање на надлежноста врз цевководот од новиот водоснабдителен систем, која премина од централна на локална власт. Со финансиска помош од УНДП и Швајцарската агенција за развој во износ од 7 милиони евра ќе се уредува регионалната депонија Русино, која сега работи без никакви стандарди. Во проектот се вклучени сите полошки општини, кои според договорот треба да ја управуваат и одржуваат депонијата и да го депонираат комуналниот смет собрана дневна основа, изјави градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Според неа, со реализацијата на овој проект ќе се реши деценискиот проблем со дивите депонии во Полошко. Тие прифатија да изработат и да реализираат проект за комплетно стандардизирање на депонијата во Русино, за да може таа да ги реализира барањата, значи на сите јавни комунални предпријатија, а во рамки на проектот е предвидено и зајакнување на капацитетите на јавните комунални предпријатија, за да тоа после тоа се одржува. Инаку попладнево градоначалничката Арифи оствари средба со министерот за животна средина Башки Мамети, на која се изврши примо предавање на цевководот од новиот водовод, односно надлежноста на цевководот. Сега ќе биде во рацете на локалната самоуправа. После една 2,5 годишна активност на Министерството за животна средина во соработка со општина Тетово, во делот на цевководот од врвовите на Шар планина, во должина од 9200 метри, компанијата која што беше ангажирана од Министерството за животна средина во еден тежок терен и тешки временски услови, успеа да заврши со проектот на цевководот за водоводот во Тетово, со што е направен еден голем чекор, крупен чекор, кон завршување привршување на целиот овој проект. Денешниот ден, средбата на денешниот ден, е средба која се однесува или доаѓа како резултат на вчерашната средба на нашите оперативни екипи од општината Тетово и од Министерството за екологија, каде што се завршени процедурите за примопредавање на цевководот од 9 километри, кој беше изграден за овие 2,5 години. Со големо задоволство би сакала да кажам дека овој процес кој започна со одработка на целата документација и после тоа со реализацијата во теренот е завршена и со заокружување на работите на филтер станицата, сагата или прашањето на вода за граѓаните на Тетово е затворена. Исто така, мислам дека ова ќе ни даде уште поголем поттик да работиме, значи, за другите теми. За новиот цевковод во должина од околу 9 километри и филтер станицата се потрошено околу 4 милиони евра, пари од буџетот на централните власти и општина Тетово. Советот на општина Тетово денес ја одржа 48-та седница. Пред советниците се најде обемен дневен ред од дури 72 точки. Гласаа за завршните сметки на неколку институции и училишта, како и за нивните планови за работа. Воедно се усвои и план за подобрување на квалитетот на воздухот во Тетово. Обемен дневен ред од дури 72 точки денес се најде пред советниците на 48-та седница на Советот на општина Тетово. На седницата беа изгласани завршната сметка за буџетот за 2016 година и извештајот за користење на средства од резервите на буџетот, но и завршните сметки за минатата година на сите основни и средни општински училишта, како и на јавната установа Детска градинка Младост. Советниците расправаа и за предлогот одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти на Тетовско-гостиварската епархија, на Тетовското муфтивство, како и на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Дискутиравме за повеќе точки што се однесуваат на легализација на објектите. Донесовме одлуки за ослободување од плаќање на комунална такса за неколку објекти што се во јавен карактер, како што се за муфтиство за Тетово, за
диоцеза, ортодоксната диоцеза за цркви во општина Тетово и за Универзитетот за Југоисточна Европа, каде беа ослободени од комуналната такса. Исто така Советот ги разгледуваше и точките што се однесува на точките од комуналната хигиена и од програмите за 2017 година. На денешната седница беше усвоен и план за подобрување на квалитетот на воздухот во Тетово. Советот изгласа и две точки што се однесуваат на извештајот за реализираните мерки во однос на амбиенталниот везу и исто така за предложените мерки за 2017, каде е планиран неколку мерки што се однесуваат на обврските на Инспекторатот за животна средина при општина Тетова, преземање на контроли на потенцијалните загадувачи низ Тетово, мерки во однос на функционирање на сообраќајот во општина Тетово, што исто така е побарано од страна и на полицијата и на јавното предпријатие Паркинзи да преземат неколку мерки за да може слободно движење на сообраќајот низ Тетово, пошто се рачуна дека сообраќајот е едни од потенцијалните загадувачи во Тетово. Исто така беше дискутирана и поздравена одлуката на Министерството за животна средина за да не му дава дозвола за продолжување на рокот на Југокром без да ги стави филтрите и мислам дека со овие мерки што се денеска преземени малку ќе ја подобриме амбиенталниот воздух во општина Тетово. Меѓу 72 точки на дневниот ред, дури 44 се однесува на измена на урбанистичко-плански документации за вклопување на бесправно изградени објекти. Шумите во поширокиот гостиварски регион намерно се палат. Пожарникарите бележат зголемен број на пожари на отворено периодов и избувнуваат огнови речиси секој втор ден. Поединци подметнуваат пожари по шумските предели во поширокиот гостиварски регион. Од противпожарната единица оценуваат дека периодов има зголемен број на пожари на отворен простор, а се случувало и самите да бидат сведоци на намерно палење на шумите. Сметаат дека полицијата треба да реагира поефикасно во фаќање и казнување на подметнувачите. Често пати ние гледаме во шумските како се пали на едно место, на друго место, на трето место. Човекот тука е и пали. Ние не сме во можност да го фатиме. Тука би требало можеби да интервира полицијата, ама досега не се случило никој да ја фатен и казнен, иако е тоа кривично дело загрозување на доведување на опасност од пожари. Податоците покажуваат дека речиси секој втор ден избувнува оган по шумите во регионот на Гостивар. За среќа досега немало жртви и повредени, но се причинува значителна материјална штета. Кој зошто ги пали шумите не може да се каже, но се претпоставува дека постои голема веројатност да станува збор за дрвократци. Повеќето пожари се, не знам од која причина, луѓе го излегуваат во шума и падат на повеќе места, на недостапни места и тоа падат поплане кога веќе нема време да се фаќа мрак. Ние излегуваме со сите снаги, колку што можеме гаснеме. Во претходниот период, во трети месец и досега, имаме околу 21 интервенција на отворен простор, претежно на шуми, на суви треви и кои може да произлегуваат и многу поголеми штети. Секаде гаснеме, по Шарскиот предел, по Сува гора, Куново, Лакавица, Симница, Печково, Равен, од Пирот, гора и Борова шума, на секаде се пали. Гостиварските пожарникари апелираат на повисока свест и поголема внимателност при престој на отворено, за да се намали ризикот од избувнување на пожари. Викендов и во понеделник се очекуваат ниски утрински температури, што може да доведе до измрзнување на овошките и виновата лоза. Се препорачува земјоделците да преземат соодветни мерки за заштита.
Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија предупредува дека викендов и во понеделник се очекуваат ниски утрински температури, што може да доведе до измрзнување на овошките и виновата лоза. Имено поради разведрување следните неколку дена утринските температури на некои места ќе се спуштат под нулата, особено во ноќта помеѓу петок и сабота, кога температурите ќе паднат и до -4 степени, што сериозно ќе ги загрози овошките и виновата лоза, кои се наоѓаат во многу осетлива фаза на процветување или почетно формирање плод, се вели во агрометеоролошкото предупредување на управата. Поради ова се препорачува до земјоделските производители да применат мерки за заштита со препарати против измрзнување или класични методи со оросување со вештачки дожд во периодот додека се негативни температурите, и тоа пред изгреј сонце, или пак со зачадување со палење на растителни отпадоци непосредно во парцелите. Што се однесува пак до дневните температури, овие денови тие ќе бидат во пораст. Во недела утринските температури ќе се движат од -4 до 4, а дневните од 16 до 22 степени. Денеска во Тетовското подрачје ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, локално значи во Тетовското подрачје ќе има услови за краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, долж по Вардаријата повремено ќе се засилува, а конкретно на денот од север ќе се спушта значи нешто посуден воздух, када во Тетовската околина и особено на планините врнежите ќе поминуваат во Во текот на утрешниот ден ќе превладува променливо облачно време со повремени и слаби локални снежи од дожд на планините. Во Тетовскиот регион ќе има повремени слаби врнежи од снег, а температурата утре и зутрина во Тетово се очекува да се спушти до третиот дневната да достигне до околу 14 Целзиусов степен. Потоа ветерот ќе продолжи да дува и сабота, а поизразен ќе биде долж по Вардаријето. Веќе од недела се очекува разведрување на времето, на временската состојба, значи облачноста ќе се намалува, утринските температури ќе се спуштаат на некои места под нулата, во Тетовското подрачје до околу нулата. Преку денот ќе има затоплување и ветерот ќе го промени правецот од недела во југоисточен, така да дневните температури ќе бидат во покачување. Поради ниските утрински и високите дневни температури, односно поради температурниот шок, и лекарите препорачуваат населението да преземе соодветни мерки за заштита на здравјето, адекватно слоевито облекување, многу течности и внесување на витамини преку храната се основните препораки. Делата на тетовските уметници патуваат на меѓународни изложби без своите автори. Недостигот на финансиски средства и поддршка од соодветните институции го отежнува нивниот пат до светските познати ателија. Португалија, Италија, Финска, Франција патуваат делата на тетовските ликовни уметници на меѓународни изложби, но сами, без своите автори. Државните институции немаат слух да ги поддржат младите уметнички души да создаваат и изложуваат дела во реномирани ателија низ светот. Славчо Максимовски е еден од уметниците кои во првите месеци од годинава има реализирани 3 самостојни и неколку групни изложби. Од сите покани, како единствен представник од земјава, лично заминал само до најблиското место, Нови Сад, каде ја освојува првата награда од публиката. На останатите изложби, неговите дела патувале без него. Учествував на неколку светски, значи интернационални настани, учествував во Португалија, учествував сега треба да се случи во Италија, во Урбино, заедно со уште 6 мои колешки. Меѓутоа нема да присуствуваме на тоа поради финансиски причини, затоа што не сме поддржани од институцијата која што треба да не поддржи, така да патуваат само нашите дела. Во Финска сум избран како единствен учесник од Македонија, меѓутоа се надевам дека ако во наредниот период се најдам спонзори, тогаш би можел да учествувам инаку само ќе учествуваат исто моите дела. Таква е ситуацијата за уметниците во 21. век овде. Париз тоа е мој еден неостварен сон и желба која што се надевам дека ова лето ќе се оствари во есенскиот салон во Париз.
Аплицирав и сега, значи чекам потврден резултат од нив. Се надевам дека они ми кажа дека има добра волја за соработка, така да се надевам дека ќе имам еден подолг престој таму, па затоа што тука не го гледам својот пат, се надевам дека ќе останам и таму да живеам. Доколку не излезеш надвор од Македонија, дома не си прифатен, смета Максимовски. Токму затоа од големо значење и присуството на меѓународни изложби. Спасува фактот што упорноста е една од големите одлики на уметниците. И тоа трае со години, кај нас тоа веројатно е традиција, меѓутоа е разочарување за уметниците, но уметниците се навикнати во целокупната историја на уметност на борба и на победи, па се надевам дека ова е моја игра и борба ќе свртам на победничката страна. Имаме, значи, многу големи уметници и во Тетово, сликари кои што се од постарата генерација, од кои што ние младите може само да учиме, па и сите, значи, останати македонски мајстори кои што се великани, кои што направиле доста во ликовната историја во Македонија, меѓутоа немаме простор каде да ги видиме. Тоа е доста жално. Во другите држави тоа поинаку функционира. Но тоа е нашата трагедија. Се надевам дека некако некој ќе успее да свати дека не е како што треба, дека ќе биде подобро. Излезе таквата ситуација, значи кај огледаш ти крајот на тунелот? Крајот на тунелот, иако е малку тешко да се види, мора секој од нас, барем јас така мислам дека мора да го погледнеме, затоа што инаку не би имало смисла цела наша борба и приказна. Ја како што кажав, сакам да излезам од овде, од ова наше државче и да пробам да си ја најдам мојата иднина надвор од овде, затоа што немам друг избор. Добро, фала ти, да. Благодарам. Бош така ќе го направи. Изложба во есенски салон во Париз е следниот предизвик на Максимовски. Овој пат и тој заминува со неговите дела. Спонзор ќе ги покрива трошковите наместо ресорното министерство. Германската компанија за производство на седишта за автобуси и возови Франц Кил ќе отвори погон во Тетовско Желино. Во почетокот ќе произведува седишта за автобуси за потребите на белгиската компанија Ван Хол, која веќе работи во Македонија, а потоа се планира производството да се пласира и во Европа, Азија, Америка и други светски пазари. Во првата фаза, според најавите, ќе бидат отворени 60 работни места, во иднина се планира бројката да достигне до 350. Вкупната инвестиција се проценува од 6 до 7 милиони евра. Инвестицијата денеска во Скопје ја најави извршниот директор на компанијата Герхард Хелвек, кој рече дека ќе почнат со браунфилд инвестицијата во постоечкиот објект, поичнувајќи со работа од 1 јуни. Пратеничката на СДСМ Радмила Шечеринска побара собранието итно да гласа за измена на дневниот ред и пратениците да се изјаснат по предлогот за избор на председател на собранието, затоа што има поддршка од 10 пратеници, повикувајќи се на одредбите од деловникот кои го овозможуваат тоа. Овој предлог во текот на претходната дебата го изнесе пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски, кој побара поддршка од 10 пратеници да се премине на точката за избор на председател на собранието. Јас барам поддршка од 10 пратеници за да овој предлог да се премине на 4-та точка од дневен ред, се стави на гласање во собранието на Република Македонија и собранието да одлучи дали ќе работиме по 4-та точка од дневниот ред, бидејќи направивте сериозна блокада. Ова е сосема деловнички и за ова одлучува собранието, а не председателот. Бидејќи се повикувате и влечете логика дека сте председател на собранието се уште, барам поддршка од 10 пратеници за да се стави ова на гласање. Тоа е едно, значи не е до собранието и до предлогот на 10 пратеници што креваат рака па собранието да одлучи, тоа било во претходниот деловник. Сега е во деловникот кај што председател на собрание, односно председаваат се тоа правомир. Тоа е едно. Второ, за измена на условно да кажам на вашиот потек, член 78
став 2. Господин Оливер Спасовски, да идеме коректно. Ова сме го правиле, при него читате целосно. Не може да се затвори претрес додека не се испразни листата на пријавени за говор. Второ, четвртата точка, не може да се разгледува додека матичното тело не заземе став по клучното прашање. Затоа, од секогаш и до секогаш, прво се формирала комисија за прашање на избори и именување, па потоа се бирало председател на собрание. Денес, ситуацијата ви излегува од раце. Доколку до сега, до денес, сте имале право со деловникот, како неоформена парламентарна или пратеничка група, да реплицирате еден на друг, затоа што тоа ви го возможува деловникот за работа. Предлогот на колегата Оливер денес ви го зема тој аргумент врз основа на деловникот на парламентот. Колега Димовски, кога ќе ги прочитаме членовите од деловникот, ќе треба да ги прочитаме до крај. Во заедничка операција на германската и на полската полиција по претрес во Полска се уапсени 14 лица поради педофилски содржини во компјутери и во мобилни телефони. Вкупно 29 лица се осомничени за ширење порнографија со деца на интернет. Вкупно 29 лица имаат статус на осомничени. Обвиненијата ќе зависат од прегледот на содржините на компјутерите што ги вршат вештаците. Некои без да го чекаат вештачењето ја признаа вината, соопшти портпаролот на главната команда на полската полиција Маријуш Чарка. Мажите ширум Холандија се држат за раце во солидарност со еден геј пар кој во неделата од источниот град Арнем беше брутално нападнат од група од 6 до 8 мажи кои ги виделе како се држат за рака. Парот притоа се здобил со сериозни телесни повреди. Хомофобичното злосторство од омраза ја шокираше Холандија, која во 2001 година стана првата земја во светот која го легализираше истополовиот брак, а најде на осуда од јавноста како и од холандскиот премиер Марк Рут. Турскиот министер за правда Бекир Боздак денес ке изјави дека резултатите од обдукцијата на тројца сирици донесени во Турција по нападот во северна Сирија покажуваат дека биле изложени на напад од хемиско оружје. Со обдукцијата е утврдено дека е користено хемиско оружје, изјави Боздак. Повеќе од 80 лица, меѓу кои 30 деца, загинаа во вторникот во напад во градот Кам Шејкун во провинцијата Идлиб. Турските власти соопштија дека речиси 60 повредени во нападот се донесени во Турција на лекување и оти 3 лица починале. Долготрајни и обилни врнежи од дожд за кои новозеландските медиуми велат дека не се забележани 500 години наврнаа во поширокиот реон на градот Едженкјумп во северниот остров на Нов Зеланд, предизвикувајќи катастрофални поплави. Според весникот New Zealand Herald во Окланд повеќе од 600 куќи се под голема вода, која достигнува и до 2 метри, а на 2000 лица се итно евакуирани од своите домови. Новозеландската метеоролошка агенција соопшти дека во районот на најпогодениот град на северниот остров без прекин врнело 36 часа, предизвикувајќи локалната река и незините притоки нагло да надојдат и да се излеат. Полицијата објави дека за сега нема сознанија за човечки жртви, освен за едно лице кое се води како исчезнато. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура се движеше од 2 до 7 степени, а дневната од 14 до 17 степени. Времето утре според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од -1 до 3 степени, а дневната од 10 до 15 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.